Лихвари денес му ја зедоа куќата и стадото на Ристе Бањоглав, некогашен кандидат за градоначалник на Карбинци. Нека ме носат! Нека ме приведат! Како немаш жалмори! Како не те е срамори кај лихвари штитеш мори! Од нас, од моите деца! Лихвари штитеш ме ти! Одеш на одморма! Како не те е срам! Кој да ми се опра? Ајде влечите ме! Влечите ме, ајде сопри ме! Ајде сопри ме! Како не те е срамори! Влечи ме, ајде ма! Ајде влечи ме, ајде влечи ме да ми! Влечи ме, ајде ма! Влечи ме, ајде! Денешното присилно иселување е завршница на 3-годишна тортура низ која семејството на Бањоглав минува откако на заем зеле 10.000 евра за подигање на фармата од 100 кози. Како гаранција, Бањоглав ја дава куќата под хипотека, пошто започнуваат и лошите и неизвестни денови за семејството. Пред да дојдат извршителите, на Бањоглав на врата му тропнале лихварите. Тресо еден пиштол на масата. Сега ќе ви степам ако не ми ги даете пари. И ја му викам, слушай да ти кажа, јас на тебе ти даде пари. 5.000 евра и 500. Ти треба да ме тужиш мене за 5.000 още. 4,5 и 5,5, тоа са 10. Он вика на мене, не, ти ми даеш 600.000 динара. И од тука он дојде и рече, ќе видите вие со мене, па ни се врна, па стопи. Бањоглави тврдат дека се жртви на лихварски заговор, зашто тие долго целосно го исплатиле. 600.000 денара се земени, на извршителката се вратени 925 или над милион денара. Она не ни дава извештај колку, шо, како и бара од нас да си селиме. Јас земав пари на заем од луѓе за да можам да го исплатам долгот и долгот е исплатен. Дополнително, Бањоглави тврдат дека не добиле решение за извршување ниту можност за приговор на кој според законот имаат право. И покрај ова личните работи на Бањоглави денеска камионот ги однесе во стовариште во Виница. 5-членото семејство, од кои 2 малолетни деца, од денес се на улица. Инаку Ристе Бањоглав своевремено од државата беше награден како најдобар млад земјоделец. Во 2013 година беше и кандидат за градоначалник на Карбинци.